Почитуван Бислимовски, почитувани колеги, како што се изјаснија и пред мене сите мои колеги, и јас исто така, нема да дадам поддршка на овој извештај, на Регулаторната комисија за енергетика. Вашето име е Регулаторна комисија за енергетика. За сите граѓани, тоа би значело, генерално, не за стручна јавност, ние не сме стручни тука, за сите граѓани тоа, бидејќи Република Македонија е социјална држава со устав дефинирана, тоа би значило дека оваа комисија која што државата ја формира, значи регулирање на цената за да може секој граѓанин да го издржи секој наплив на покачување и балансирање на цените на светските берзи. Вие тоа не го правите, а дотолку повеќе што доаѓате од политичка партија и доаѓате како мнозинство тука кое што ќе ви го поддржи вашиот извештај, пред 7 години морам да ги нагласам, затоа што минуваат години, граѓаните забораваат како некој дошол на власт. Да подсетам, освен оние нема правда, нема мир и така натаму, беше дека ќе има ефтина струја, ќе биде поевтина струјата, ќе се воведе не знам што, тоа од Зоран Заев ветувањата, па натаму и Ковачевски, да сега, особено во последнава година и сега овој период, последните 2 месеци, граѓаните на Република Македонија се шокираат од сметките за електрична енергија. Шокирани. Сигурно ги знаете цените. Граѓаните секојдневно на социјални мрежи ги објавуваат кој на нив да им помогне. Зошто сте вие регулаторна комисија, ако тој ценовен шок не го ублажите? Како и зошто не слушавте нас како опозиција, кога викавме, ама вие може да се чудите колку сакате, но тоа беше многу конструктивно од наша страна, кога ви предложивме данокот да се намали од 18 на 5%. Одбивте. И с други конструктивни предлози имавме, добро, говорам сега, имавме како опозиција, но беа одбиени од оваа власт, расипничка, криминална и така натаму. И за да дојдеме до ова дередже, лажејки ги во очи граѓаните дека имате ефтина струја, па немојте барем тоа. Па интелигентни се граѓаните, ги гледаат сметките кога им доаѓаат. Измисливте нови давачки. Ефтина струја, па им објаснуваат. Има пензионери што не знаат да читаат. Мислам да ги читаат тие, не знам, Т2, Т... Дали знаете дека има во Република Македонија еден куп стари изнемоштени лица кои што не знаат што кажувате вие? И прашуваат, ама во кој блок сме, како? Измисливте се нешто само за да ги оправдате високите сметки на електрична енергија. Па во кој блок сме, а не знаат да се снајдат луѓето. Сами живеат. Дополнително на тоа прашање и колку се читаат и како се читаат. И вие упорно настојувате овие сметки на струја да останат такви. Па ја навистина не ми е јасно. Оваа власт, оваа влада, ево и на комисијата сега за европски прашања, сите закони кои што доаѓаат, вие како навистина да сакате да паднете од власт, тоа што ќе паднете. Но тажно и жално е за граѓаните, за оние кои што живеат, замислете пензионер со минимална пензија, како го крпи животот. Замислите двајца млади кои што живеат со минимална плата, има такви, има деца. Не можат да купат дрва, па се греат на струја. Сега во моментот имаме комисија за европски прашања, за администрација, законот, тоа минималната плата повеќе нема да важи. Нема да важи.
До толку сте неконзистентни во вашите ставови. До толку. И видете, нема проблем вака да довикувате од место. Мене не ми е проблем. Ке си ценат граѓаните. Ке си ги видат сметките, што е тоа мрежарина. Прашуваат, ја не знам вас дали ве прашуваат. Нас не прашуваат. Што измислија? Пренос. Каков е тој пренос? Што е оваа мрежарина? Да. И убаво ве праша колегата Бојан. Зградата во која што упорно негиравте да се селите, бидејќи проект на Скопје 2014 која што го негиравте, ваков е, таков е. Добар бил. Се вселувате, па плюс и купувате дополнителен простор. Добро е да им кажете на граѓаните дека не е едноставно како влада, како владеачко мнозинство. Воопшто не ви интересираат нивните сметки. Важно е вие да имате убави и комотни простории од Скопје 2014 проектот, ево ја кажувам, не мора вие. Важно е тие вработени кои што се откако сте на власт дуплирани. Важно е да имате високи плати. Важно е да имате секојдневни семинари и обуки. За што? За грабеж на граѓаните. Ова е грабеж на граѓаните. Партијата која што дојде на власт, ветувајќи им живот за сите. Јас морам да подсетувам кој како дошол на власт. Паролата живот за сите стана живот за поединци, а за граѓаните ништо. Ништо. Воопшто не ве ни интересира за нив. Дајте уште некое вработување, дајте уште некои сметки за бифе, дајте уште некои патни трошоци, дајте уште некоја повисока плата, дајте партиски вработување, дајте во комисијата да влезат луѓе кои што, нели се сеќаваме сите тука, дека влегува луѓе кои што не беа конкурентни. Воопшто не ги исполнуваа условите на конкурсот. Такви луѓе влегоа. И тоа се заборава. Зошто се заборава? Се заборава затоа што секојдневно има скандал до скандал. Секој ден. Дури не можеме ни да ги допрочитаме вака по институциите секојдневно како излегуваат скандалите. Еден по еден. Ама за граѓаните никој ништо. А вие, особено во овој период, катастрофа. Можете да излезете барем во пресред на нив, на социјалните категории, се ќе кажете, па добро, ние воведовме ефтина струја или не знам ништо. Ништо. Ова не го говорам јас. Затоа што така мене ми текнало. Ова го кажуваат граѓаните, преплавени се социјалните мрежи од сметки за електрична енергија. Шокирани се секој ден. Еве да видиме сега овие сметки од утре па натаму што ќе дојдат. Што уште сте измислиле за власт за да ги дограбате граѓаните додека дојдат изборите? Ама они се мудри, најмудри од сите. И на 8 мај ќе си кажат и што мислат за вашите сметки, и што мислат за кириите, и што мислат за кај што сте се вселиле за Скопје 2014. Се ќе ви кажат на 8 мај. И за тоа што сте одбиле наши амандмани за намалување на данокот. Сите наши конструктивни предлози што биле одбиме па со министерот за финансии. Ама ворете. Видете, граѓаните, вашето стручно елаборирање, не навлегувам во тоа, нормално дека ги исполнувате и критериуми, и стручност и се тоа, не навлегувам во тоа. Не ги интересира. Ги интересира како ќе си ја платат сметката. Немаат пари. Немаат пари да ја платат сметката. Поедноставно кажано од ова, ја не знам како да ви кажам. И затоа, крајот ќе каже. 8 мај, граѓаните ќе ви кажат што мислат и за вашиот извештај, и за сите извештаи следни кои што ќе дојдат тука во собранието. Исто како и моите колеги, и јас нема да дадам поддршка на овој извештај. Благодарам.